Благодарам, почитувана министер. Това жалам. Ги жалам граѓаните на Република Македонија. Ги жалам пензионерите, ги жалам стечајците, ги жалам социјалните, ги жалам децата кои се поиграла судбината со нив и се во домот без родители, а вие не најдовте можност да изреагирате. 100 настани глупости се случија там. За таква една работа вие денес не треба да сте тука. Меѓутоа, тоа е веќе некоја друга приказна зошто, кој и како се одлучува. И ако вие треба да останете и понатаму да го водите овој ресор, тешко на Македонија. Тешко на Македонија, тешко на сите нас. Да ви кажам за пензионерите. Практична работа. 20 пензионери. Ако ВМРО ДПМНЕ разголемуваше по 10 евра месечно, тоа се секоја година пензиите се зголемува 10 евра. Тоа се отприлика некаде од 100 до 120 евра. 20 пензионери практично земено си ги купуват дрвата. А вие сега на пензионерите што им направите? Не има возможности, бидејќи не им дадоте поголеми пензии и луѓето остануваат сега без можност. Стандардот им се намалува. На пензионерите кои не граделе и мене, и вас, и не школувале, и не воспитувале, и ја граделе оваа држава, вие дојдовте од нив. Не ви е срам? И ти со гордост кажуваш, јас сега луѓе сакам да бидам уште министер. Она има желба, сака да биде министер. Нека биде. А во програмата ветивте 2 пати во годината зголемување на пензиите. Има документ, изјава има. Останете си честни на зборот. Кажавте, ние не чиниме, не направитме добро, луѓето ви поберуваа, ние сме лошите, дојдовте вие на власт. Сега треба да вие да видиме што направите. Немате ни 10 месеци. Власт, 100 глупости. Во делот кај вас па катастрофа е. Во тој дел. Стечајците. Каква е манипулацијата со стечајците? Во моментов, во Штип има, ми се чини дека некаде околу 500 луѓе што бараат. Треба да им се реши на луѓето проблемот. Во два наврати, владата на ВМРО ДПМНЕ ги решаваше. Вие се обидовте сега, бидејќи ги злоупотребувавте. Стечајката од Комарова Лилијана е ваш играч, не ја фати на крај, затоа што има 15 години стаж, и фирмата не ја одговара, и законот е направен само заради неа, бидејќи има 15 години стаж. Затоа е толку намален во таа работа. И друго, во однос на стечајците сакам да ви кажам. Немам дополнително прашање, само да ја кажам уште за ово. Стечајците не им дават одговор на луѓето. Не им велите, можеш да земеш стечај или не можеш. За да ги манипулирате, да ги лажете, да ги држите под притисок, затоа што тие ќе ви се кренат, како на нас, така и на вас. А 400 луѓе во Штип чекаат да им дадете одговор. Дали денес, дали утре ќе треба да им дадете одговор. А дали денес, дали утре, ви се ближи крајот и вие ќе се замените од цела влада. Ви благодарам. Следам за поставување на пратен